денеска заедно со представници од општинската администрација, заедно со представници на Советот на општина Струмица, овде до мене е председателот на Советот на општина Струмица. Сме овде во нашето Турско мало, за да видиме како е извршено расчистувањето на поранешната маларична болница. Место на кое што покрај маларичната болница имаше многу дивоградби, но ево овде имаме и советникот Турското мало, советникот Абдул, кој што на барање на жителите на ова мало беше потенцирано дека приоритет за нашето Турско мало е да има мултифункционално спортско игралиште, каде што ќе можат дечињата овде кои ги гледам од Турското мало да имаат различни спортски активности. Првиот чекор беше расчистување на теренот и тоа е веќе завршено. Јас сум благодарен за трпението на жителите од Турското мало, за разбирањето на жителите во овој дел од градот. Оти секое рушење саме по себе и не е благодарна работа. Имаме различни постапки, законски рокови кои што мораме да ги испочитуваме, но еве сведоци сме дека сето тоа заврши. Дополнително, до крајот на месецот ни е предвиден ребаланс на буџетот на општина Струмица. Веќе за овде имаме и проектна документација и јас сум сигурен дека огромен дел од советниците ќе дадат поддршка за да предвидеме средства според проценките кои што ги имаме направено се во износ од 6 милиони денари, за да ова прекрасно место стане уште поубаво. Имаме спортско игралиште и секако предвиден паркинг за автомобили, но и на барање на црквата Свети 15 и на џамијата потребен паркинг за автобуси, затоа што имаме огромен број на посетители кои што доаѓаат да го посетат храмот на Светите 15, секако посетители кои посетуваат џамијата овде во Турското мало. Со тоа реализираме повеќе аспекти кои што сме ги ветиле пред година и пол пред сите граѓани. Многу често, за жал, одредени поединци се од опозицијата знаат да не обвинат зошто во Турското мало. Зошто инвестираме во Турското мало? Дали треба да инвестираме во Турското мало? Лично јас сум бил на мета на нивни напади и овде сакам да порачам дека нема да ме предомислат во однос на инвестициите, затоа што искрено верувам во аспектот и мултиетничкиот карактер на општина Струмица и силно верувам во мојата визија, односно во нашата визија дека Струмица треба да биде град со еднакви можности за сите, и за турците, и за македонците, и за ромите, и за србите, и за сите они етнички заедници кои што живеат во нашата преубава Струмица. Затоа не ме поколебаа ниту да ја реконструираме, односно оштетениот дел на улица Славчо Стојменски, нити ќе ме предомислат да ја реконструираме улицата Бетовенова, нити ќе ме предомислат да ги бетонираме џебовите кои што ги имаме, затоа што јас сум модел по таа кал која што се уште стои. Ќе ги бетонираме за да овозможиме подобри услови за жителите во овој дел од градот. До пред некое време го пуштивме и детското игралиште. Ова Турско мало и дечињата немаа простор каде што може да се играат. Со потребните реквизити, лулашки и сите други содржини кои што го прават подостоинствен животот на нашите сограѓани. Тоа е завршено со средства од буџетот на општина Струмица во износ од 2,5 милиони денари. Дополнително, сега веќе сме потпишани договорите со комуналец за партерното уредување и навистина овозможуваме соодветни достоинствени услови за жителите од моето Турско мало. Таквата грижа за сите, како принцип на едно менеджирање со многу силна општина каква што е Струмица, ќе ме води до крајот на мојата политичка кариера. Од јас знам, со моите сограѓани од овде и со моите соработници, дека бараме поддршка и нема политичка партија која што не ветува. Но ние, јас заедно со мојот тим, не остануваме само на празни ветувања, туку и со силна реализација за подобар живот за сите во нашата општина Струмица. И градот, и населените места, и сите мала во градот, а дефинитивно едно од најубавите струмички мала е Турското мало. Струмица е многу силна општина и да,
Зошто до сега не го предвидовме? Затоа што имавме потреба од ангажирање, ангажман финансиски од 1.800.000 денари за расчистување на оваа локација. Кога правно формално заврши рушењето, сега веќе сме на потек, односно советниците се на потек да поддржат со близу 6 милиони денари, колку што е проценката направена за реализација. Не станува збор за фазна реализација, туку станува збор за реализација и на потребните паркинг простори, и на партерното уредување, и на зеленилото, и на клупите за повозрасните, каде што ќе можат да седнат и да уживаат, и за мултифункционалното спортско игралиште, односно кошаркарско и фудбалерско игралиште за потребите на оваа мало. Така да, убеден сум и оптимист дека тоа ќе помине во ребалансот на Советот на општина Струмица. Верувам дека Оделението, односно секторот за јавни набавки, веднаш ќе подготви согласно проценката и проектот спецификацијата, ќе ја објавиме и ќе биде успешна самата јавна набавка и до септември да почнеме со реализација на ова наше изборно ветување.